не може да остане да останеме ние имуни на тоа што се случува во општеството и сите тие политички потреси, тензии, недоразбирања, препукувања дневно политички кои се случуваат, би рекол, циклично во македонско-бугарските односи, несомнено влијаат и врз работата на комисијата. Речиси редовно во сите тие препукувања, во сите тие изјави политички што се даваат, се спомнува и комисијата, се спомнува историјата, се спомнуваат темите на кои работи самата комисија и сето тоа секако влијае врз атмосферата на самата комисија. Како да има тенденција македонско-бугарските односи на одредени периоди циклично да бидат нападнати со цел да се наруши некој краток континуитет од би рекол мирен период. Очигледно на некого тоа му е потребно и кога ќе трае некој извесен период тие мирни, добри односи, би рекол, ќе тргне работата во вистинска насока, се случуваат инциденти кои очигледно имајќи предвид и предходните историјата на предходните инциденти, се прават смислено со однапред би рекол режирано сценарио и мене нема да ме изненади и ова, јас мислам дека ќе деескалира, ќе се смири ситуацијата, но повторно постојат сили, структури кои нема да ме изненади после 2 месеци, 3 да се случи истото по било кој повод. За Гоце Делчев речиси не дискутираме сериозно, можеби година дена. Во едни вакви услови дури екстремно, нели би рекол, заладени односи со многу висока тензија, многу тешко е комисијата да работи спокојно и мирно на Гоце Делчев. Идејата за заедничко чествување на било која личност, не само на Гоце Делчев, се базира на тоа да уште повеќе ги смири и ги релаксира односите меѓу двете држави, да придонесе кон подобро сваќање на двата народи и на двете општества. И таа е основната идеја на не само на нашата комисија, туку на сите комисии кои работат на ваков начин, односно покрај учебниците имаат и како своја агенда и заедничко чествување на одредени личности испреплетени околу кои нели постојат различни мидувања, меѓутоа тие се споделени историски личности. Во овој момент мислам дека ситуацијата не е таква која ќе овозможи било какво решение на комисијата која ќе придонесе да уште повеќе се смират односите и тргнат во еден вистински правец односите меѓу Македонија и Бугарија, така да мора политичката ситуација, политичките односи меѓу двете земји да бидат на вистина на едно високо ниво, со цел и комисијата да постигне одреден напредок и посебно во однос на тие чувствителни теми како што е Гоце Делчев. Комисиите усвоја заедничко препораки за заедничко чествување меѓу двете држави за Кирил и Методи, за Климент Охридски, за Наум Охридски и за цар Самуил, а во однос на препораките за учебниците усвоени се препораки за 5 клас во бугарскиот образовен систем и за 6-то оделение во македонскиот образовен систем. Следната средба е закажана на 16-17 февруари во Софија.